Имавме плодотворни и конструктивни дискусии, при што се осврнавме на многу важни прашања, особено прашања кои се однесуваат на иднината на вашата земја и вашите амбиции да се приклучите кон Алијансата. За мене беше привилегија да се обратам пред парламентот, особено по драматичните настани од минатата година. Од тогаш, од тие драматични настани минатата година, вашата земја вложи сериозни напори и постигна значаен напредок за постигнување долгорочна политичка стабилност. И изразувам пофални зборови за вашето раководство и за вашата определеност и заложби во вакви тешки околности, како и вашата заложба да донесете позитивни промени. НАТО и понатаму ќе ги поддржува напорите на вашата земја. Би сакал да ви се заблагодарам и за континуираната контрибуција придонес кон мисиите на НАТО во Авганистан и за зголемување и за најавеното зголемување на бројот на припадници на армијата. Ова ќе придонесе кон националната безбедност и благодарни сме за вашата силна заложба кон НАТО и нашите операции. Председателе на влада, имавме одлични и конструктивни разговори за иднината на вашата земја. Ги пофалувам напорите кои што се прават за наоѓање решение за прашањето на името. Дискусиите ја покажуваат вредноста на диалогот. Договорот за ова прашање е од суштинска важност за вашето приклучување кон НАТО. Реформите кои ги спроведувате се исто така важни. Доброто владење и јакнењето на владењето на правото, градење на отворено мултиетничко општество и добрососедски односи. Знам дека вашата земја се соочува со предизвици и дека реформите не се лесни, но можат да се спроведат. Затоа ги поттикнувам сите конструктивно да работат во интерес на сите ваши граѓани. И ја поттикнувам владата конструктивно да соработува со опозицијата и опозицијата конструктивно да соработува со владата. Овие реформи се од суштинска важност. Ве поттикнувам да продолжите по патот на реформите. Сакаме да успеете. Приклучувањето кон НАТО бара напор и заложби. Но вратите на НАТО остануваат отворени. Минатата година ја се приклучи Црна Гора во нашето семејство како 29-та држава членка. Повеќе од 2 децении НАТО вложува во стабилноста на Западниот Балкан. Регионот постигна значаен напредок од 90-тите години наваму. Ние ги поддржуваме вашите аспирации за евроатлантска интеграција, затоа што сакаме вашата земја да ја видиме како дел од еден демократски и просперитетен регион. Председателе на влада, уште еднаш изразувам пофални зборови за вашите напори. Заедно ќе продолжиме да работиме, да дадеме поддршка на вашите демократски реформи и вашите заложби за приклучување кон НАТО. Доколку не се постигне напредок во преговорите во врска со прашањето за името, дали вашата земја може да стане членка со привремено име. Не може да стане земјата членка на НАТО без да се реши прашањето за името и ова беше кажано повеќе пати. Прво беше кажано на самитот во 2008 година во Букурешт, тогаш бев присутен во својство на премиер, потоа беше повторено на нашиот самит во 2014 и уште еднаш на самитот на НАТО во Варшава во 2016. Значи нема план Б, нема друг начин за приклучување во НАТО без да се реши прашањето за името. Но сојузниците се
согласија дека НАТО ќе ја покани вашата земја да се приклучи кон алијансата, штом ќе се најде заеднички прифатливо решение за прашањето на името во рамките на преговорите кои се одвиваат во Обединените нации. Го поздравуваме моментумот како и волјата во Скопје и во Атина за изнаоѓање решение и секако го поздравуваме фокусот врз реформите, а сојузниците секако ќе ги земат предвид реформите, затоа што владењето на правото, доброто владење и слободата на медиумите се суштински вредности за алијансата. Договорот од Вашингтон се подпира на вакви суштински вредности, слободи, човекови права, слободи, слобода на медиумите, владење на правото.